Откако се раздвоја на европскиот пат, сега Албанија ја поддржува европската интеграција на Македонија. Албанската министерка за Европа, која е во официјална посета на земјава, вели двете држави делат иста иднина, а Македонија со зајакнати европски институции ќе значи и сигурност за целиот регион. Според Спиро Пали, Албанија, која за само 13 месеци успеа да отвори 34 поглавја, докажа дека е на вистинскиот пат. Сепак Албанија во моментов нема конкретни бројки, дали ваквиот успех на европскиот пат ги зголемува барањата за државјанство од албанците од Македонија. И овој процес не го гледаме како надпревар помеѓу земјите кандидатки, туку како пат кој што го одиме заеднички, дестинација која е неизбежна и природна припадност на нашите народи. Албанија го поддржува интегрирањето на Македонија во Европската унија, затоа што делиме заедничка иднина и затоа што овде живе еден државотворен народ кој што постигна 33% според последниот попис. Министерот Муцунски пак вели дека Македонија е подготвена уште утре да седне на разговори со Бугарија за да ги надмине непринципилните блокади на европскиот пат. Повтори дека без никаква форма на институционални гаранции дека македонската историја и идентитет нема да бидат предмет на преговори, власта нема да ги внесе бугарите во уставот. Според Муцунски, радува фактот што се повеќе земји членки и европски институции ги разбираат ваквите македонски позиции, но не сакаше да открие каков одговор добиле при последната посета на Брисел. Од наша страна има подготвеност уште утре да седнеме и да разговараме и да дискутираме како ќе ја одблокираме оваа непринципилна блокада која што и се прави на нашата држава. Не планираме да создадеме ќорсокак како што создадоа нашите претходници. Комплексноста во целата ситуација е внатрешна политичката сустава во Бугарија. И затоа сме максимално внимателни во сето тоа што ќе го кажеме јавно. Муцунски и Спиро Пали на денешните средби ги потврдија одличните односи помеѓу двете држави, со посебен акцент на зајакнувањето на економската соработка, особено во реализацијата на проектите од Коридорот 8, зајакнувањето на трговската размена и проширувањето на соработката во енергетиката. Откако Албанија отвори конзулат во Струга, се очекува следната година да се отвори македонски конзулат во Корча. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.